Добар ден, криптоентузијасти. Ја мислам дека денеска е одличен ден да го направиме видеото за големите играчи на пазарот, односно оние кои што се трудат ние и понатаму да останеме сиромашни. Ово позадина што може да го погледнете е уствари маските на V for Vendetta, односно идејата за Anonymous, која што потекнува од 5 ноември, што е денес, а тоа е уствари празникот во кој што имаме обид за уништување на англискиот парламент од страна на језуитите, каде што во ист ден се обиделе да ги уништат горниот, долниот парламент и кралот на Англија, затоа што во истиот ден имале средба фактички во самиот парламент, каде што под истиот биле наместени огромни количини на барут, но за жал, за голем жал, ваквата неуспешна акција била резултирала со смрт на оние кои што биле заговарачи и за жал ова Gunpowder Treason and Plot, која што е позната на 5 ноември е неуспешна, но идејата на овие борци за права е да ги уништат оние кои што ги контролираат нашите животи, оние кои што се овдека за и понатаму да не задржат да бидеме сиромашни. Така да идејата за Anonymous, ако мене прашувате, е една од најдобрите што некој што ми е видел во светот. Идејата не е да биде организација, туку идејата е дека секој од нас треба да биде Anonymous, односно да се бори за правата на малите луѓе. Значи, повторно, ја не сакам да се ставам себе си како борец за правата на малите луѓе само затоа што имам некој мал канал, но сакам да барем да пробам својот дел во однос на едуцирање на масата за тоа што прават овие големи играчи против нас, да го пренесам колку што можам повеќе на сите оние кои што сакаат да слушаат. Значи, идејата за ова видео на денешниот ден е, мислам, ако мене прашувате, на место, со оглед на фактот дека е така легендарен ден во однос на ваквиот легендарен терористички чин кој што, иако не е успешен, е пример за следните генерации, дека се што е богато, треба да се изеде, буквално. Значи, тоа е на место. Така да, од наша страна, посебно нашата нација, како доста сиромашна на Балканот и во светот, многу добро знае за што станува збор, како големите играчи постојано, например, тоа го правеле на Македонија, така денес ќе ги покажам дека големите играчи тоа постојано го прават на сите оние кои што не се на нивно ниво, односно на сите оние кои што не се доволно богати за да можат да се приклучат. Значи нема неутрална страна, имате богати и сиромашни. Нема Русија и Украина, не постои Америка и Русија, не постои. Значи, главната борба во светот е помеѓу богати и сиромашни. И затоа постојано, првенствено што ви кажувам, гледајте го сето ова. Сите овие моменти кои што се обидуваме да ги научиме како заедница, како призма на профит. Не го гледајте ова како идеолошки аспект за тоа вие дали се борите за free speech, дали се борите за децентрализација, значи во овој момент единствено за кое што треба да се борите е профит. Затоа што сакале ви или не, светот е поделен на сиромашни и богати и тоа само ќе продолжи, тоа нема да престане. Значи можеме да видиме и сами дека ваквата борба помеѓу сиромашни и богати се повеќе се зголемува. Посебно со оглед на фактот дека во ваков тип на негативни ситуации како што се пандемијата, како што е оваа економска криза, оние кои што страда не се богатите, значи они може да си купат млеко без разлика дали млекото е 20 денари и 200 денари, нив не им менува ништо, но оние сиромашните, кои што сме 99% за разлика од тие богатите 1%, не можеме да си го дозволиме тоа. Затоа, ова што се обидам да ви го кажам, денеска посебно, а и нормално во секој друго видео на нашиот канал, е со цел да ви помогнам да сватите дека борбата не е помеѓу Западот и Истокот, не е помеѓу Украина и Русија, не е помеѓу, не знам, македонците и албанците или кои да е, туку борбата е секогаш богатите против сиромашните, кои што на оваков начин не држат во таа заблуда дека треба да се мразиме на етничка основа, на национална основа, на дали сме од Истокот или Западот, дали сме од овој или тој континент. Идејата на богатите е секогаш да ги држат сиромашните во покорност со неслога, со тоа што ќе ги натераат да се борат помеѓу себе наместо против оној кој што навистина го предизвикува тоа. Сега јас сакам ова да ви го покажам со конкретни примери. Значи ова е добра приказна, ја верувам дека сите ви ја кажале, но конкретно кога станува збор за пазарот, значи имаме соодветни докази кои што може тоа да ни го покажат. Значи овде дека јас имам неколку основни информации кои што сакам да ги споделам со вас, доколку би сакал целосно да ви објаснам како сето ова го прават, значи ние би требало да бидеме на ова видео барем 2 години, без престан, затоа што начинот на кој што овие големи играчи не манипулираат е во толку разноврстни ситуации што нема да ви биде дури значи не може да го сватите колку само се околу нас и колку само поседуваат се што ние имаме, колку буквално ние работиме директно за нив и ништо поинаку.
Но нели, ќе почнеме од самиот почеток, ќе ви покажам прво кои се тие играчи кои што моментално не владеат, а ние сакале или не, тоа е реалноста. Потоа ќе ви покажам што уствари они користат што ние не можеме ни да си го дозволиме, ниту пак они ќе ни дозволат да го користиме. Ќе ви покажам како преку соодветни закони веќе во некои држави е направено, а понатаму се обидуваат тоа да го воведат и во нашите држави, со цел да ни забранат да учествуваме во ова поделба на богатство, дури ако сме доволно паметни да знаеме дека тоа се случува. Потоа, како нивните тимови нормално го прават тоа, значи за разлика од вас они имаат огромни тимови, и нормално последното и најбитно е тактики на манипулација, каде што користат различен тип на тактики, различен тип на, во случајов, еве гледате, значи средства со кои што го прават тоа, како го прават, да ви покажам само некои од нив, оние најмасивните, како изгледаат, со цел да ви биде јасно дека она што го гледате на пазарот е веќе преконтролирана ствар, која што овие големи играчи може да ја вртат во било која насока како и да сака. Сега, првенствено оно што сакам да ви го покажам е, значи на сите оние кои што не се запознаени со ова, значи вие седите пред некој компјутер, можеби 1-2 часа во денот кога имате малку време да пробате да тргувате, да пробате да купите, можеби нешто на брзинка да направите некој профит. Значи тоа е вашето време кое што вие може да го одвоите со цел да пробате да направите нешто плюс надвор од онаа основна работа која што ви носи, не за колку ви носи, 300 евра, 400 евра, така е. Сега да ви покажам како го прават тоа професионалци. Значи ова видео е од инсерт од CNN вести од Citadel. Тоа е една од најголемите менеджмент фондови на капитал, која што како таква работи исклучиво со купување, продавање на средства, купување, продавање на суровини, хартии од вредност, во случајов веќе и криптовалути. Но само сакам да ви покажам како изгледа самата внатрешност на ова, за да ви биде јасно против кого се борите. Значи овде значи ова е целава зграда представува нивното седиште, каде што имате еден том од овие фактички трейдери кои што буквално работат име цел ден да седат и да гледаат во овие екрани со цел да направат соодветни трговии. Сега, интересно целата ситуација што е? Што овие трговци се овдека само да наблюдуваат. Системот кој што тие го имаат, кој што веќе има. Значи, ја гледате, ова е 2 минути пред стартот на самата берза, значи кога берза да се отвара. Гледате го, овие трансакции овде на овој екран, тоа се милиони трансакции кои што веќе се поставени, но се реализираат во моментот кога ќе се отвори пазарот. Гледате го. Значи милиони и милиони. Значи, дури ќе објасни сега дека за само неколку минути успеале да направат повеќе, гледате. 21 милион продажби и купување на трансакции за хартии од вредност. Еве против што се борите. Дали вие можете да се борите против ова? Значи ова е без престан канцеларии врз канцеларии на трговци кои што денеска седат и денеска само тоа го прават. Вие прво немате ни 2 монитора, а не да разговараме за софистицираниот софтвер кој што тие го имаат и за сето оно што фактички го имаат над вас. Значи сега ќе ви покажам колку само се надмокни, посебно во овој сегмент каде што главната економија е директно не само манипулирана, туку практично поседувана од нив. Сега, оно што го видовте таму, тоа се трговци кои што се одека само да надгледуваат. Главните одлуки доаѓаат од некој си борд на директори најчесто, кои што уствари го контролираат овој фонд, и како такви се директно вметнати во соодветен систем. Дури и човекот на тоа видео може да го најдете и сами ќе видите, кажува дека они не смеат практично дури ништо да прават без соодветна дозвола од овие високи лица. Значи единствена работа која што имаат е да го следат, да ја следат работата на системот и да гледаат дека се оди како што треба. Значи систем, зборуваме за електронски систем. Значи вие не можете да се борите против алгоритам. А они ги имаат најсофистицираните програми, зборуваме за соодветни AI, значи Artificial Intelligence програми, кои што како такви се наменети да ги читаат постојано оние огромна количина на податоци кои што јас и вие немаме време да ја поминеме. Значи они постојано имаат прилип на ваков тип на информации за тоа колку шортс, колку лонгс, кој како заклучи, што се купува, што се продава, и вие не можете да процесирате толку колку што можат ваквите напредни AI машини да процесираат со цел да тргуваат на пазарот во профит на оној кој што ги поседува. Значи тоа е првата работа која што мора да разберете. Вие се наоѓате како сам против армија. Значи оваа армија на професионални трговци, аналитичари и слично работи денеска цел ден исклучиво за тоа како да најде начин да ве изманипулира
за да продадете кога треба да купувате и за да купите кога треба да продадете. Тоа ќе ви го покажам во ова видео, но прво сакам да ви покажам да видите против кого се борите. Ете гледате, значи таа цела зграда на трговци, аналитичари и слично има исклучиво работа денеска цел ден да гледа како пазарот да биде поставен со цел да направи што поголем профит. Со тоа што да не забораваме дека сите овие големи групи на некој начин работат во склоп, значи работат заедно, затоа што они многу лесно помеѓу себе може да се договорат. Ние не можеме затоа што сме премногу мали и тоа ако јас и вие се договориме, заедно ќе имаме капитал од колку? Заедно, сите луѓе што го гледаат мојот канал, 100.000 евра? Тоа ќе биде нашиот капитал и реално правиме мојот. Замислете колку имаат они. Сега ќе ви покажам колку имаат. Значи ова се главните непријатели против кои што уствари секој ден се соочувате, вие сакате или не. Првиот и најбитен е BlackRock. Никогаш немој да го заборавате ова име. BlackRock е буквално коренот на сето зло во овој свет. Ќе ви покажам зошто во следната графа, каде што јас извадив буквално да може да погледнете што BlackRock моментално поседува, ова се само најголемите. А потоа ќе разговараме за него во детали. Значи BlackRock моментално има околу 10 трилиони средства под менеджмент. Што уствари тоа представува? Значи во склопот на оваа огромна корпорација која што исклучиво работи со, значи тоа е, како да ви кажам, таа работа што вас ви треба во животов. Значи да бидете асет менаџер, односно богатите луѓе доаѓаат кај вас и ве прашуваат што би било паметно јас моментално да финансирам. И вие му ведете, знаете што? Ако финансирате во, да речеме, не знам, еве пример, гориво, ние имаме компанијата за гориво во Кина, компанијата за гориво во Русија, компанијата за гориво во Саудитска Арабија и можеме да ви гарантираме дека на пример на годишно ниво ќе добиете, не знам, 3%, 4%, 5%, така. Зошто? Затоа што истите не само што финансираат во овие, они поседуваат голем дел од овие компании. Што значи, вие како богаташ доаѓате кај ваков тип на организации кои што исклучиво работат со зголемување на обртот на капитал кој што е донесен од страна на овие богати лица. Значи, ова е тој ешалон што ние не го гледаме. Се разбираме, ја не зборувам за Кардашијанс, не зборувам за некои мочковци што ги гледате на телевизија, јас зборувам за типови од оној профил на Ротшилд, Рокфелер, Сорос и слично. Тоа се оние лица во позадина кои што вие, значи, не сакаат да бидат познати, они не сакаат вие да знаете дека они поседуваат толку многу. Додека истите тие не можат само да дојдат на пазарот и да купат нешто, затоа што ако се знае дека Ротшилд купува или Рокфелер купува, има доволно паметни луѓе во светот кои што знаат дека ако он купува, тоа значи дека треба да се купи. Додека ако го направат тоа преку ваков тип на асет менаџер, како што е на пример BlackRock, The Vanguard Group, UBS Group и слично, значи овој тип на менаџери го прават тоа како една крупна сделка во која што они имаат огромен број на вакви финансиери кои што даваат дел од своето богатство и се договараат со ваквата група, односно со менеджментот на ваквата група, каде таа сума ќе биде вложена. Дали ќе биде тоа хартија од вредност, суровини, дали ќе биде тоа одреден тип на услуги, дали ќе биде во инфраструктура. Значи едноставно BlackRock нема каде не поседува акции, да ви биде јасно. Јас оно што ви го кажував, тоа е вистина, може да погледнете. Проблемот со BlackRock е тоа што многу често вие нема ни да знаете дека BlackRock поседува нешто. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што ако погледнеме што BlackRock моментално поседува, ова се само најголемите процентуални акции кои што ги поседува во овие огромни корпорации, но тоа е кои што ги поседува директно. Ева да погледнеме прво околу тоа. Значи, он поседува 25% од Apple. Значи, ќе почекам 2 секунди, само пробајте да размислите. Значи, 25% од акциите на Apple ги поседува BlackRock. Дали вие сте чуле некаде BlackRock да биде кажан како дел од луѓето кои што одлучуваат во Apple или како некој кој што е поврзан со Apple? Не. Ова е прв пат верувам нешто што го дознавате моментално. BlackRock поседува отприлика повеќе од 20% од ExxonMobil. ExxonMobil е и беше една од најголемите компании во Америка која што се занимава со мрежи на телекомуникации, која што како таква е инфраструктурна компанија. Google 20%. Сега еве и да не е Apple и Exxon, замислете Google, значи поседува 20% од Google. Microsoft повеќе од 15%. PetroChina, она што ви го кажам. Значи PetroChina представува компанија која што се занимава со петролеум, односно горива и трговија на горива, производство и трговија на горива, извинете, на целата територија на Кина, но и надвор од Кина. Каде што
Повеќе од 15%, замислете, BlackRock, американска asset management компанија, поседува 15% од кинеска компанија. А на телевизија гледате како Кина и Америка не можат да се поднесат, како тоа е пред војна, како тогаш BlackRock поседува 15% од компанија која што е исклучило на некој начин под менеджмент и контрола на Кинеската комунистичка партија. Како? Да продолжиме понатаму. Значи Johnson & Johnson, ако не се лажам, е фармацевска индустрија, не сум сигурен, но мислам дека е. General Electric, производство на електрична енергија во Америка 15%. 15%, а General Electric повторно, исто како и другите, според годишен профит беше со години најголемата компанија во светот. Значи не само во Америка, во светот. Може да погледнете, има некои такви статистики, ќе погледнете дека General Electric многу често се наоѓа како една од најголемите компании во светот. Понатаму, JP Morgan е банка. Wells Fargo, банка. Procter & Gamble, појма немам што е. Procter & Gamble, искрено не знам, да не ме лажам. Shell е производство и трговија на горива. Nestle, прехранбена индустрија, значи не е Nestle чоколадо. Nestle е огромна прехранбена индустрија, базирана во Швајцарија. Значи во Швајцарија и тоа поседува повеќе од скоро 10%. Walmart, најголемиот маркет во Америка, повеќе од 5%. Ова е Роше, мислам дека е она за сладки, ако не се лажам, не сум сигурен. Toyota Motor, производство на коли, повеќе од 2-3%. China Mobile, една од најголемите, значи ова е исто така телекомуникација компанија. Но ова е само она што го поседува во овие огромни корпорации директно. Сега, проблемот со BlackRock е што е буквално како рак. Значи истиот не поседува директно. Да речеме, BlackRock ќе купи 25% во Apple. Но кога Apple би купил, да речеме, од некоја друга компанија, пример 50%, автоматски дел од овие акции припаѓаат на BlackRock. Што значи дека доколку Apple сака да одлучува за оваа помала компанија или друга компанија, да речеме што понатаму ќе прави со оглед на фактот дека има поголем дел од акциите кои што се потребни за да може да одлучува, таа мора да го направи тоа во согласно со политиките на BlackRock. Што значи дека ако Apple сака да купи, да речеме, дел од прост пример, од Samsung сака да купи како негов компетитор. Нема врска, иако не е возможно, тоа не може да се случува на пазарот со оглед на фактот дека тие се во иста бранша, но ајде, да речеме пример, Apple сака да купи у British Airways, сака да купи у British Airways акции, што е дозволено. Една компанија може да поседува акции во друга компанија. Значи да речеме дека Apple купува 30% од British Airways, така. Има 30% од акциите во British Airways. Apple не може да донесе одлука за British Airways доколку не е усогласена со BlackRock, поради тоа што BlackRock е еден од поголемите држачи на хартии од вредност во Apple, поседувачи. Значи, фактички на тој начин BlackRock ги контролира сите овие основни компании во кои што веќе има инвестирано, а потоа и контролира сите оние под нив кои што фактички ги бидат купени од страна на овие основни компании, поради тоа што сите тие мораат да бидат во согласно со одлуките на BlackRock. Затоа што доаѓа од компанија која што е поседувана од друга компанија, која што е поседувана од друга компанија, која што е поседувана од BlackRock. Значи, ето тоа да биде и така BlackRock дошол до 10 трилиона под менеджмент, се разбираме? Тоа се 10 трилиона кои што се најчесто постојано активни. Значи, BlackRock скоро никогаш не држи на страна пари. Туку он прави пари кои што понатаму ги вложува во нешто друго. Значи, сите овие акции кои што ги гледате овдека, они на дали месечно или квартално ниво во однос на тоа каков е самиот договор за поседувачите на хартии од вредност, односно за акционерите, значи добива соодветни дивиденди и посебни бонуси во однос на тоа каков е профитот, во однос на тоа каква е работата, кои што понатаму како такви или ги враќа назад на своите клиенти, што задржува нормален дел за себе си, или пак истите, доколку клиентите сакаат, ги реинвестира во тоа, во нешто друго, во што и да е. Значи, BlackRock на тој начин прави постојан обрт на капиталот и има постојана контрола на скоро сите индустрии во светот. Значи, ништо не може да биде одлучено без BlackRock да е таму во позадина да каже да или не. Верувајте ми, иако ова звучи како заговор, значи ќе ви покажам и понатаму уште повеќе, нели, детали, но ова е почетокот за да може да ви биде јасно за кого имате работа. Ова е најстрашниот и најголемиот. Следниот, The Vanguard Group, исто така, 8,4 трилиони. Значи и овие исто како BlackRock, значи се буквално фокусирани на пасив инвестинг. Значи пасив инвестинг и пасив инкам во оваа ситуација буквално представува тоа. Значи како уствари доаѓа овој тип на менеджмент што мене многу ми се допаѓа.
кога купувате компанија, ако купите повеќе од 50% од акциите од оваа компанија, вие практично станувате the managing shareholder. У превод, вие имате доволно акции за да донесувате генерални одлуки за целата оваа компанија. Иако тоа понатаму е со внатрешни права определено за тоа кој како и кога може да донесе одлуки, но генералното право е дека ако имате повеќе 50% од акциите од една компанија, вие фактички одлучувате за таа компанија. Другата страна може да кажува да или не, но оној кој што има повеќе акции во акционерското собрание има право да донесе одлука и таа одлука ќе биде прифатена. Сега што е проблемот? Овие типови на компании немаат потреба од тоа. Они немаат потреба да одлучуваат за сите овие компании. Замислите колку голема работа би било тоа, кога они би требало да седат и да одлучуваат за сите овие компании посебно. Не. Купуваат помалку. Ќе купат 20-30%. На тој начин они добиваат голем дел од профитот на оваа компанија. Но не и работата. Значи они еднаш во квартал или еднаш во месец присуствуваат на состан на кој што оние кои што се претпоставени, нормално зборуваме оние managing executive directors кои што ствари ја водат работата на фирмата, доаѓаат ви кажуваат волку беше успехот, волку беше профитот, волку ви следува, воа планираме за следно, а вие само седите и чекате да бидете известени колку пари сте добиле. Значи нема подобро од ваков тип на инвестирање во кој што вие не ја превземате менаџерската работа на фирмата за да ја боли глава, но имате соодветна количина на акции за секогаш да бидете прашан за било каков тип на одлука, дали и вие се служувате, и во најдобриот дел немате никаков терет на работа, а они се одговорни пред вас. Они мора да дојдат и да ви кажат што направиле и зошто не е направено тоа што сте очекувале, зошто на пример не било доволно профитот направен, се разбираме? Ете, таков е типот на работа кој што го имаат овие огромни корпорации. Дури не можам да ги наречам корпорации затоа што ова се многу над корпорации. Се разбираме? Значи ова се, како што рековме, asset management funds или asset management повторно corporations, во тој стил. UBS Group, значи гледате ги количините. 9,6, ова е веќе 10, ве уверувам, значи повеќе од 10 сигурно. 8,4 трилиони. UBS Group 4,4 трилиони. Fidelity 4,2. Значи она видео кој што ви го покажав, таа компанија не е ни овде. Значи воопште не е ни овде. Значи како што може видите, значи Citadel, компанијата која што ви покажа видеото, не ни спаѓа во овие топ 10. Значи State Street Global Advisors 3,8, Morgan Stanley, ова е уствари банка, 3,2, JP Morgan Chase, повторно банка, скоро 3, Alliance, исто така банка, 3, Capital Group, не сум запознаен, 2,6, Goldman Sachs банка, 2,37. Значи, ова се 10 најголеми капитални организации во светот кои што буквално го вртат. И гледајте каде, гледајте, значи hedge funds, bank and brokerages, pensions, foundations, corporations, government. Значи финансираат во влади. И нели ова веќе наговори се познати генерално, што во прилика станува збор, сега да не ги преведуваме, но во секој случај, значи ова се топ 10, така. Да споредиме како овие топ 10 со својот буџет би изгледале кога би ги споредиле со бруто домашен производ на најголемите економии. Не ги земаме помалите и средни, само најголемите, да видиме на годишно ниво. Америка произведува 21 трилион. Тоа зборувам се. Значи се што се прави, вклучително на ресурси, вклучително на суровини, во случајов дали станува збор за хартија од вредност, услуги, се што се произведува е 21 трилион. Од кои BlackRock 10 трилиона има во секое време. Да не забораваме дека овие 21 трилион ќе отидат 40% во одбрана, ќе отидат во социјални грижи, ќе отидат во плаќање на администрација, буџет, во се и се што. И затоа моментално Америка е во повеќе од 60% долг од својот бруто домашен производ. Што значи дека Америка не ги поседува овие. Ова се пари кои што само што доаѓаат, се враќаат или се даваат на некој кој што ја поседува Америка. Кина 1,4. Значи со исклучок на Америка и Кина, сите останати се барем половина од буџетот кој што го има BlackRock. И тоа станува збор за Јапонија, третата по големина економска сила во светот. А да гледаме како се случува натаму, да видиме што се случува со останатите. Значи ако ги одделиме од 10-тото место наваке, другите можеме да видиме дека BlackRock поседува барем 5 пати, ако не и 10 пати повеќе од бруто домашен производ на годишно ниво на Русија, Бразил, Австралија, Шпанија, Индонезија. А Индонезија е земја што има скоро 1 билион луѓе. Значи,
Оно што сакам да ви кажеме, тоа е тој 1%. Против кого уствари вие се борите, се разбираме? Значи, колку моментално они имаат, а колку државата произведува за една година. Индонезија произведува $1 трилион за една година со се што прави. А BlackRock има 10 трилиона. Сега, дали ви е јасно која е разликата и тоа пазете, овдека ги земавме топ 15, топ 20 земји во светот. Замислете ако го споредиме ова со Уганда и Бурунди, или ако го споредиме ова со Виетнам, или со Лаос, или не знам, Перу и Чиле. Значи, замислете каде ќе биде таа разлика. Тоа ќе биде катастрофално. Значи, оно што се да ви го објаснам е дека овие компании имаат толку голем буџет што можат да купат држава. Значи, они можат да ја купат државата, се разбираме. Едноставно да дојдат, затоа ви велам, значи финансираат во влади. Од каде потекнува тоа, ако не од овој момент? Сега. Значи да погледнеме што имаме овдека. Тоа е само за да запознаеме моментот, што ова се вашите непријатели, да се разбираме сега. Ова се вашите непријатели кои што директно или индиректно делуваат на вашиот живот на дневна основа. Значи тие се тие што одлучуваат колку ќе биде цената на житото во светот, на нафтата во светот, на не знам што во светот, се разбираме? И на тој начин директно задираат во вашиот џеб. Сега. Тим на професионалци, тоа е првото што сакам да ви го објаснам. Значи тим на професионалци, сите овие корпорации, гледате, значи они имаат менеджмент тим нормално, како и сите други, кои што скоро никој не го знае. Но во исто време имате една цела армија на аналитичари, на трговци, на истражувачи на пазар, значи буквално имаат цела една армија на луѓе кои што работат после нив, распределени во соодветни департменти, кои што како такви имаат за цел да направат соодветна стратегија, соодветно планирање за тоа што ќе се случува на пазарот. И верувајте ми, најлошо од сето тоа е што овие мајмуни се доста корелирани. Значи они навистина работат заедно, верувале ви или не. Значи затоа уште во минатиот практично век, значи господинот Вајков, кој што е еден од најбрилјантните економисти кој што некогаш постоел, значи ја нашол оваа шема, истиот е истражил преку многу различни шеми на пазарот, за да види дека навистина постои еден човек, кој што он го нарекува така, човекот позади сцената, кој што навистина прави целата оваа манипулација со цел сите оние помали кои што не се дел од овој елитен клуб да бидат буквално натерани да купат кога треба да продават и да продават кога треба да купат. Но ќе стасаме на тој дел сега, нели, да се движиме постепено. Сега, она што прво ви го кажам, значи ваквиот тип на корпорации се спремни да купат индивидуи. Сите оние кои што се брилјантни, сите оние кои што имаат соодветен тренинг, школо, искуство, ќе бидат купени многу едноставно. Значи они може да ви понудат што не може ниту една влада да ви понуди. Ако вас BlackRock ве сака во собствениот тим, он може да ви понуди повеќе и од најдобрите економии во светот. Тоа е разликата помеѓу моменталните корпорации кои што нас не се познати заедно со, не знам, владите, и овие корпорации кои што не ни се познати, кои што имаат соодветен капитал да го купат најдобриот тип. Значи првенствено сила во човечка рака. Значи они имаат пари и средства да финансираат било колку треба со цел да го најдат најдобриот тип. Кога ќе видат дека некој работи соодветно, ќе дојдат и ќе го купат. Ако некоја компанија се погодила или ако некој, да речеме, аналитичко биро се погодило дека навистина има огромен профит, во моментот кога тоа ќе се случи, они ќе дојдат и ќе го купат да работи за нив. Значи така они моментално работат. Така да, првенствено она што они го имаат, а вие го немате, е тимо професионалци. Значи ние сме некоја мала група на Facebook која што седиме и шпекулираме и дебатираме и се караме за тоа кој било право и како не било право, а на крајот од денот верувале или не, они имаат една цела армија на луѓе кои што седи денеска и цел ден размислува како да не заебе нас. Значи како да најде начин да ни изманипулира, буквално да го промашиме целиот овој пазар кој што ние моментално го чекаме. Значи тоа е оно што они го имаат, а ние го немаме. А вие имате колку? 2 часа да го изгледате моето видео? Може би уште еден час да поседите и да видите, да пробате да чартате, да пробате да научите нешто. Толку е тоа време што го имаме секој од нас како индивидуи. Така да, ние како заедница можеби ќе се поставиме подобро. Тоа е поентата што постојано ви ја кажувам. Значи јас од нашата заедница моментално добивам многу информации кои што јас самиот не сум успеал да ги најдам. Поради тоа што и јас сум ограничен со мојата работна кариера, каде што јас морам да се појавам секој ден на работа, каде што јас после тоа морам да отидам дома и да бидам родител кај што имам дете. И јас немам армија на луѓе кои што ќе ми го спремат видеото, ќе ми го најдат материјалот, ќе го направат видеото, ќе инвестираат во моје име, а јас седам дома и чекам профитот да дојде. Тоа е разликата помеѓу нас и нив, првата и најбитна разлика. Вие ќе немате работната рака која што имаат они. Они работат со пари. Нивната основна суровина, нивниот основен бизнис е пари. Запамтете го тоа. И они секогаш дење и ноќе мислат на тоа како да направат повеќе пари за разлика од нас. Значи, затоа ова е првата негатива која што ние имаме наспроти нив. Следно, они имаат соодветни апликации кои што ние ги немаме.
Сега ќе ви обяснам што уствари тоа е, што уствари станува збор. Значи првенствено, Glassnode. Значи ние на пример имаме TradingView, така. Еве јас имам основен профил на TradingView, не знам колку плати 200 евра годишно така нешто. Еве можам да си дозволам, така. Но не може секој да си дозволи 200-300 евра од својата плата, што фактички треба да не јаде овој месец, така. За да може да си дозволи годишна субскрипција. Значи секоја година мора еден месец да не јаде за да може да земе TradingView. Се разбираме, че основен TradingView оно што моментално ние го користиме за чартинг, така. Значи јас за да можам да го користам TradingView, ја морам да платам на годишно ниво, иначе ми дадат два индикатора и еден чарт да отворам и со тоа што може да направи. Дали може, ништо не може да направи. Значи едноставно немате доволни алатки за да може да почнете да работите. Сега тоа е TradingView. Значи тоа е место каде што фактички вие може да се црткате. Се разбираме, да правите соодветни технички анализи. Но техничка анализа, колку и да се трудите, нема никогаш да биде толку комплетна кога, например, би ја направиле со Glassnode Studio. Разликата што е? Значи Glassnode Studio не е за чартинг, но во исто време е овде да ви покаже се што не може вие да го најдете на интернет. Се разбираме? Значи овде ќе имате агрегат на информации. Гледате овде. Значи гледате во оваа ситуација имате деривативи, дистрибуција, entities, во однос со тоа која компанија, каква компанија, менувачници, физ кои што се плаќаат, институции кои што се моментално, значи long short term тргувања, маркет индикатори, майнери, значи гледате, овде ќе имаме огромен број на податоци кои што се акумулирани за вас на дневно ниво. Се разбираме? Значи на дневно ниво. Вие фактички кога ги имате овие информации можете многу понапред да бидете од било кој нормален трейдер. Но разликата е во тоа што многу ретко некој од нас може да си дозволи да плати 799 евра, долари, за да добие unlimited сите овие информации кои што се овдека. И дури кога ќе ги добие ви треба соодветен период за да почнете да ги учите. Значи јас на пример не сум истренен затоа што искрено немам време, а второ немам доволно пари за да можам да купам професионал Glassnode профил, каде што ќе можам да седнам и да ги видам сите овие информации, но не само да ги видите, треба да почнете да ги анализирате. Додека за разлика од нас, овие имаат. Нив не има проблем. И тоа, пазете, ова е доколку сте само еден трговец или некоја мала компанија. Вели, за institutional profile, контактирајте не. Нема ни цена. Значи, контактирајте не. Така, контактирајте не да се договориме уствари што вас ви треба, каков тип на информации вие ќе добиете од нас и колку ние ќе ви наплатиме за тоа. Значи, нема фиксна цена. Тоа значи дека, ако сте вие вистински играч, голем на пазарот, гледате овде што се случува. Ете, тоа се случува. Значи, овдека имате во ситуацијава нефер компетиција, нефер конкуренција која што не игра како нас, не игра по истите правила како нас. Значи вие ќе имате професионално студио Glassnode, ќе добиете одредени информации и одредени нели чартови, нешто што го нема овде. Значи верувајте, има милиони информации кои што ги нема. Значи кои што не можете да ги најдете. Мора да чекате некој да ги објави, затоа што он го има овој профил, за да може вие да ги искористите. Но тогаш веќе секогаш втора рака, вие се оставате на милост и немилост за да ги добиете овие информации. Сега, овдека постојат информации од типот на тоа, на кој ниво колку шортс има, на кој ниво колку лонгс има. Каде највеќе се тргувало, каде најмалку се тргувало и тоа. Активни информации од моменталните менувачници кои што ги спроведуваат до Glassnode за да бидат дадени на овие кои што имаат платено за тоа. Значи моментално менувачниците информираат за се што се случува на нив. Многу од оние информации кои што ние не можеме и добиеме. Значи повторно ќе кажам, доволно е тоа што значи овие менувачници ги информираат сите овие огромни играчи колку шортс и колку лонгс има на секој од овие парови. Дали е тоа Bitcoin USD, дали е ADA USD, дали е Sol USD, дали е не знам што USD, во секое време. И тоа Glassnode не е исклучиво за крипто, Glassnode е за се и се што би сакале да тргувате. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, институционалните играчи треба да направат custom deal, односно да седнат и се договорат кој тип на информации им се потребни и како фактички да би им бидат пласирани, односно колку треба да платат за тоа. Значи ова е првата работа која што ние немаме, а тоа е соодветен портал кој што постојано ве храни со информации. Јас морам да ги копам моите информации, че морам да барам по вести, морам да барам по интервјуа, морам да барам по одредени движења на пазарите и цените и повторно на крајот од денот пак некои работи морам едноставно сам да ги препоставам. Затоа што искрено прво не би сакал да додвоам толку голема сума моментално за ова, а второ ми треба соодветно време, значи не е само да го купите, вие стварно треба да седнете и да ги истренирате наистина, да видите што уствари има, како се користи, значи и оваа апликација бара пари. Со време нормално ќе го следиме и тоа, ќе го внесеме во самиот материјал, но сега за сега навистина немам време
покрај работењето на видеата, мојата кариера и сето ова што моментално гледате, да седнам и моментално да работам на гласно. Значи тоа е првата. Првата апликација која што јас ви ја покажав е исклучиво за да ви даде информации за тоа што се случува на пазарот, што не е видливо во секој денивјер. Така. Втората е уште пострашна. За оние кои што не сте слушнали, BlackRock, значи овие први мајмуни, имаат направена соодветна апликација која што се вика Аладин. Дори верували или не е и направена како самиот цртан Аладин. Значи гледате, имате магична лампа. Така. Со тоа што значи BlackRock својата Аладин апликација првенствено не ја користел за други, тука користел само за себе си. Односно ова е многу напредна алатка која што прави значи овие информации кои што ќе ги добиете на пример од Glassnode, Аладин ги преработува и ги дава како завршен на некој начин податок во кој што вас ви кажува дали е паметно да инвестирате и во што е паметно да инвестирате, кога да земете профит, кога да ставите профит. Значи зборуваме за крајно напредна алгоритмична AI алатка која што како таква работи на тоа да го предвидува пазарот и да го буквално да го движи пазарот. Со тоа што Аладин верували или не моментално е користен од не 200 институции, ако не си 200.000, значи сакам да кажам огромен број на институции. Значи вели 200 институции моментално ја користат оваа алатка, со тоа што ја пак ќе кажам, не се 200, верувајте ми, се многу повеќе, но нормално BlackRock нема да ви каже дека сите ја користат алатката што вие ја немате. А што е уште поинтересно, сега само да ви покажам каде. Значи, идејата за користење на оваа алатка може да биде, гледате сега, значи кога ќе дојдете овдека, кога ќе отидете на Аладин и Product, гледате што се е. Enterprise во е фактички водење на компанија. Риск, односно, нели, евалуација на риск во однос на тоа што сакате да инвестирате, да купите, да продадете и слично. Accounting, нормално, за сметководство, wealth, значи ова е wealth management, тоа што фактички самиот BlackRock го прави, односно, нели, менаџирање на одреден капитал кој што го имате. Сега овде ќе имате еден куп алатки кои што можете да ги добиете, така. Но интересната работа е што не можете да ги добиете. Сега ќе ви покажам. Значи нема, проверете на самата страна, најдете Аладин, blackrock.com и овдека може да го видите. Значи само пишете Аладин со 2D BlackRock. Доволно. Ќе ве донесе на оваа страна. Вели, пополнете го формуларов овде, ако сакате да знаете повеќе. Значи јас не најдов на цела оваа страна, не најдов каде можам да го купам, сакам да го купам, сакам да го користам. Не постои таква опција. Значи вие не можете да го купите ова, се разбираме. И кога ќе пратите кој сте и што сте, ако не сте корпорација, верувам дека нема да ви одговорат. Не би сакал ни да пробувам, но идејата е дека користење на ваква алатка која што ги сублимира, значи буквално ги на некој начин ги акумулира сите овие информации кои што се они ги добиваат на уште по-софистициран начин, нормално, затоа што BlackRock ова го нуди на сите оние огромни корпорации, банки, институции кои што сакаат да работат со ваков тип на менеджмент на богатство, со цел да можат, нели, да соодветно го анализираат пазарот и соодветно да инвестираат паметно, кога треба да извадат, кога треба да стават. Со тоа што разликата е дека сите овие институции го имаат правото да го користат, но не и вие. Затоа што вие не сте институција, вие не сте банка, вие немате 10 трилиона под менеджмент, се разбираме? Значи, гледате, ова е алатка која што не е намената за вас. Ова е алатка која што не треба ни да знаете дека постои. За разлика од тоа, постојат огромен број на институции кои што знаат дека постои, кои што се дел од истата уште од 1999 година. Значи, од 1999 година BlackRock го продава ова како продукт на најбогатите во светот со цел да останат да бидат богати. И жалното од целата оваа ситуација е што и они сами не го гледаат. Овие институции се под директна фактички контрола на самиот BlackRock затоа што сакале или не, значи BlackRock ја поседува оваа апликација. Значи BlackRock ја го поседува коренот на сите овие информации, на сите овие на некој начин предскажување за тоа каде треба да финансирате, а каде не. Интересното е што ја користат сите овие институции и веруваат слепо. Тоа е уште пожално, затоа што вие немате друга ваква алатка. Значи не постои ваков тип на алатка, волку софистицирана, која што нема своја конкуренција на пазарот, не постои освен Аладин. И сите овие огромни корпорации ја користат истата. И ако сте го гледале филмот The Big Short, значи таму се зборува за еден момент каде што вели дека подесувањата, односно она што се случува во бекграунд на самата апликација е Аладин, уствари, не се како што треба, односно она што го покажува уствари не се соодветни податоци. Што е еден од ризиците кога сите гледаат во една иста апликација. Во превод, ако утре
сака BlackRock да направи финансиска катастрофа во светот, може да го направи тоа многу едноставно со тоа што може да ги на некој начин наведе сите овие огромни институции да внесат капитал кај што не треба или да извадат капитал кога не треба. Значи многу лесно може да го направи тоа. Замислете една апликација. Проверете, ќе видите многу од луѓето кои што разборуваат на интернет го кажуваат тоа. Значи јас не можам да ви најдам вас едноставно вест каде што уствари пишува дека BlackRock ова го прави затоа што за жал тоа не е дозволено. А тоа е следната наша точка, значи ева вака сега. Многу битна работа која што мора да разберете дека се што гледате моментално, дали се тоа канали, дали се тоа блогови, дали се тоа ТВ вести, дали е некој си канал кој што исклучува работи со лайв како што е Bloomberg. Сето тоа е поседувано од Господа. Сето тоа. Верувате ми или не? Може би некои мали канали ја повторно. Значи и ова јас што ја кажувам постојано ви кажувам, направете ваши истражувања. Затоа секој од оние независни јутубери или луѓе кои што имаат блогови и слично, ви дава информации, но ви вели, направете собствено истражување, затоа што нема ништо како собствено истражување. Сами да се уверите во вредноста на нешто. Значи тоа е начинот на кој што ќе профитирате. Некога некој ви кажува купете го ова или купете го нова. Еве го примерот. Значи еве сега ќе ви кажам што уствари они прават. Ви реков Bloomberg, така, се сеќавате, ви реков Bloomberg дека Bloomberg е еден од оние кои што моментално работат на вести со цел да ни информираат за ситуацијата во светот. Така, само момент. За жал на страна да кајнем го најдов, имаше еден дел каде што буквално ги пишува оние кои што се соработници со самава Аладин, но моментално не може да најдам, извинете, нели, некогаш едноставно колку и да се трудите, ќе ви побегне едноставно. Како и да е. Едно од главните оружја кои што моментално овие огромни корпорации го користат се вестите. Значи тоа е наједноставниот начин да предизвикаат паника на пазарот. Дали е позитивна или негативна, не е битно. Паника на пазарот. Секогаш кога одредено добро сакаат да го продадат, единствено што треба да направат е да направат една лажна вест. Значи без разлика дали буквално не е битно за што станува збор. Дали е тоа криптовалута, дали е тоа значи хартија од вредност или што и да е, единствено што треба да направат е лажна вест. И истата да ја пласираат на соодветно место. Значи, прост пример, земете го тоа кај оние продавачи на магла во Македонија. Значи, они тоа го прават со лажна вест, они ви кажуваат како тоа е некој си не знам како фонд, па тоа е не знам што поврзано, па не знам колку пари ќе врати, па не знам кој ќе го купел, што е лажна вест. И он вас ви го продава тоа, ви го пласира со оглед на фактот дека она кој ви го пласира доволно, вие ќе поверувате и ќе речете да бе паметна работа, да инвестирам, што ме кошта, така. Разликата во тоа што во нашите продавачи на магла дома се само аматери. Овие се професионалци. Они посетуваат соодветни медиуми преку кои што они може да ви го пласираат ова и верувале или не, вие ќе верувате. Сега ќе ви покажам зошто. Прост пример. Че јас навистина ми се допаѓа оваа страна, секоја чест тој што ја направил. Значи, оваа страна, посебно овој дел од странава, Bitcoin Obituaries, е уствари сите оние вести за тоа кога Биткоин умра. Така. Значи овдека секогаш кога некој од овие големи, сега не зборуваме некој напишал не знам нешто на Reddit, зборуваме за големи соодветни медиумски компании кои што кажале дека тоа е тоа, Биткоин завршил. И тоа они уште од самиот почеток, значи уште од 2012 година ги акумулирале и ги извадиле статиите за да не се заборави кој што кажал. Со тоа што буквално гледате од 19 октомври е последната. Евете. People still in crypto are like kamikaze. Така. Со тоа што многу ме интересира кој е објавил. Ова е последно, значи од 19 октомври, значи ево на Twitter, така. Twitter и тоа само може да видите од кого например направено, че ова е статус на Twitter, но има и многу посериозни работи, како статии во многу познати, да речем, вестници, ТВ, магазини, значи зборуваме за интернет страни кои што работат со финансиски, значи е прост пример. Да отвориме 2024 година, че имаме 24. Со тоа што дури може да ги видите и според тоа каде се ноѓаат на самиот пазар, но ќе се вратиме на тој. Значи гледате. Добро, ова е Twitter, само да видиме што имаме след. Bloomberg, така. Bloomberg е најпознатата телевизија која што исклучиво се работи со финансиски информации од било каков тип. Дали е тоа држави, нивниот GDP, инфлација, се. Значи едно најдобрите, ако не и најдобрите. Биткоин и за Decentralized Ponzi scheme. Така, значи ова, замислете ова во 2022 година. Ајде да го пишеле во 2012 ќе разберам. 2022 година Decentralized Ponzi scheme. Така.
Да видиме понатаму. Добро, Twitter, повторно Forbes. Сите знаеме дека Forbes е исто така еден од оние многу битни да речем информатори на самиот инвестициски свет. Virtual currency за Ponzi scheme. Добро. Бизнес стандард, некој вестник, не знам, Seeking Alpha, очигледно некој вестник, ова некој австралиски, повторно Twitter, значи ова е 24 само во оваа година, со тоа што истите може, ево повторно Bloomberg, значи гледате овде точно ми пишува кој, и сега например тука може да отворите статијата, значи каде што фактички може да отидете директно на самата статија, да погледнете уствари што истата представува, но она што е најинтересно во целата ситуација е тоа што може да погледнете, значи еве сега, тука ќе видиме како уствари изгледа и кога овие вести најчесто испаѓаат. Значи, многу интересно го направиле тоа, само момент да вратам на старата. Значи, овде може да погледнете во однос на тоа кога биле објавувани и каде била цената на биткоин. Тоа е многу добро направено. Така, значи во ситуација каде што ние се наоѓаме скоро на ботом, значи се наоѓаме на дно на овој пазар, имате вести од типот на да, ова е крај, тоа нема да се повтори или слична работа. Да видиме што се случува, значи ако зголемиме на пример за една година, така. Значи на самиот врв нормално повторно, не забравяйте, ова се акумулирани само вестите дека тоа дека нема веќе да има биткоин. И значи се постојано, така, со оглед на фактот дека ако ги погледнете на поголем временски период, значи постојано има некој што кажува дека тоа биткоин е за скем, значи со ваков тип на вести вас ве тераат да продадете. Значи иако ова е само едностранни, значи ова е само дека биткоин нема да постои, дека ќе заврши и тоа е тоа. Доколку ги видиме другите вести, сега јас немам време да ги барам, но гледате која е поентата. Значи кога ги испаѓаат вакви вести и тоа во однос на тоа колку е по-силен, колку е по-познат ваквиот тип на вестник, на телевизија, на канал, толку поголем ќе биде ефектот на пазарот, односно ќе ве натераат да продадете. Зошто? Затоа што многу едноставно. Ако јас сакам да купам одредено добро поевтино, че јас единствено што треба да направам е да ви излажам дека тоа добро нема нигде дојде. А јас знам колку вреди, затоа што јас имам цела армија позади мене, соодветни истражувања и соодветни алатки да кажам дека навистина вреди. Но ако сакам да ви го земам вас поевтино, а моментално кошта 46.000, како што можеме да видиме на овој чарт, јас ќе направам се што можам да го направам тоа да изгледа дека е криминално, дека нема да успее, дека ќе оди до нула, за вие да продадете. И јас ќе го купам кога ќе дојде овде. И јас се уште ќе ве лажам дека нема да успее, се додека мене не ми одговара истото да треба да знаете, да треба да мислите дека ќе успее. И во тој момент јас ќе почнам, значи обратно да вртам веста. Односно ќе почнам да ви кажувам како сето тоа ќе биде добро, како сето тоа сега ќе почне да менува технологијата, затоа што јас ги поседувам новинарите, значи не го заборавајте тоа. Голем дел од овој менаџерски фонд оди кај нив. Моментално не постојат, значи тоа бајката дека постојат неприкосновени, односно оние неутрални новинари, тоа не постои. Не постои. Тоа е научна фантастика и тие што постојат се толку небитни и се толку блокирани и цензурирани од моменталните институции што е жално. Но тоа е реалноста. Значи не заборавајте, вестите се овде да манипулираат. Вестите се платени од некого, тие новинари земаат плата од некого, за да земат таа плата, нив им е кажано точно што треба да кажат. Сакате или некете, тоа е вистината и ова е прост пример за тоа. Значи не може да имате еден тон, значи ако го вратам ова на all time, гледајте ова. Ова на all time, само момент, значи 464 пати. 464 пати луѓе кажале дека биткоин ќе го нема. Тоа е тоа, ама зборуваме за соодветни големи медиуми, така? Каде ќе го нема? Значи гледате го напредок, моментално биткоин ја дава најдобриот профит без разлика на тоа дали се споредува со корпорации, дали се споредува со акции, дали се споредува со држави, нема ниту еден подобар асет, значи подобро средство да го поседувате во светот. Во почетокот на постоењето на биткоин. Ништо не било попрофитабилно. Како вие може да си дозволите, како новинар, да одите против тоа кога статистиката ви го покажува тоа? И ова не се 2 години. Значи истиот постои уште од пред 2012, а сега е 2022, да ги земеме овие 10 години. Да не земеме пред 2012. Значи 10 години постои како средство. И некој да испадне да каже дека е Ponzi scheme после 10 години повторно, тоа значи дека е платен. Нема друго објаснување. Значи тоа е вториот сегмент кој што мора да го забравите. Вестите се наменети да ве исплашат, се наменети да ве натераат да продадете кога треба да купите и да купите кога треба да продавате. Многу едноставно е, значи нема бегање од тоа. Едноставно работата на овие лица е да ви пласираат нешто во моментот кога тоа е потребно на нивните господари. И на тој начин да ве натераат да направите точно тоа што им е потребно на нивните господари, да се разбереме.
Следна работа која што сакам да ја кажам, пред да дојдеме на самите дамп стратегии, како истите моментално не користат за буквално да се продаваат кога им треба и да се купуваат кога им треба. Значи, многу битна работа е accredited investor. Нешто што јас навистина се плашам дека ќе стане пракса од целиот свет. Моментално само во демократската Америка го има, нели демократската Америка, клозетот на светот, каде што accredited investor представува по дефиниција, значи пазете ово. Нивните да речем во овој случај СЕК, значи нели Комисијата за хартија од вредност, со цел да не заштити, значи да не заштити нас обичните сиромашни луѓе, доколку немаме доволно пари, нема да ни дозволи да влеземе во ICO, на пример, каде што имаме initial coin offering. Значи во Америка уште од почетокот на крипто проектите, уште од почетокот на криптотехнологијата, сите оние кои што не се accredited investor не има дозволено да учествуваат во ICO. Не само во тоа, туку и во public offering, во IPO. ICO е initial coin offering, во кој што да речеме јас како огромен проект, кој што сакам да развием соодветен крипто проект, нели? Ви давам можност да купите коини пред истиот да го пласирам на пазарот. Значи тоа се случува со многу вакви, како што е XRP, како што е Ethereum, како што е нели многу други. Во превод, јас како корпорација, уште пред да лансирам мојот проект, како таков, го представувам на одредена група на accredited investors, односно богаташи, кои што имаат пари и кои што толку го сакаат, може да инвестираат. И сега, на пример, кога би ви дал јас вас да учествувате, прост пример, кога тоа би било АДА, јас би ви дал вие да купите АДА по 3 центи. Ништо. А кога ќе ја пласирам на пазарот, истата веќе ќе биде повеќе од, да речеме, $1. Пример. Значи тоа е пример и така изгледа. Истото е и со initial public offering, односно кога се пласира акција на пазарот. Проблемот што е? Ако не сте accredited инвестор, вие не смеете да финансирате во ваков тип на приватни сделки, затоа што според СЕК вие не знаете доволно да располагате со пазарот. Е сега да видиме кои се уствари accredited investors. Според нивното право, замислите ова е со право, да? Значи accredited investor, само да најдам точно вака. Значи мора да имате инкам, односно да имате годишен приход од повеќе од $200,000 ако сте сам или $300,000 ако сте во брак. Значи вие треба да имате повеќе од $200,000 на годишно ниво, значи даночен. Откако е даночен да имате 200,000, така? Значи вие треба да имате повеќе од сигурно $250,000-260,000 на годишно ниво. Значи во Малта просечна плата луѓето добиваат негде околу 20,000 на годишно ниво евра. 20,000 евра на годишно ниво. Значи дека просечната плата ако е 20,000 евра на годишно ниво, они треба да имаат 10 просечни плати. Така, значи да имаат износ од 10 просечни плати во месец за да имаат доволно за да можат да инвестираат. Тоа е приходно. Или пак доколку имате $1 милион на сметка, ќе ви биде дозволено исто така да бидете accredited инвестор. И доколку сте компанија, повеќе од $5 милиони на сметка да имате, че треба да ги имате за да може да бидете accredited инвестор. Што значи дека? Како тоа функционира? Да речеме дека сега АДА нас ни продава коини по 3 центи затоа што се уште не е на пазарот. Значи уште нема наменувачница и да сакате да купите, не можете да купите затоа што нема наменувачница. Да речеме дека проектот е одличен. Супер е проектот, така. И ние купуваме за 3 центи, јас сега на пример купувам, не знам, $100,000 за 3 центи, ќе купуваме куп АДА, така. Во моментот кога да испаѓа на, значи тоа е поентата. Вие фактички давате соодветни пари кои што тимот ќе ги искористи со цел да се развие доволно, со цел да може да испадне на пазарот подготвен, така со соодветен проект. Во моментот кога тимот ќе испадне на пазарот, значи цената е веќе $1. И јас како accredited инвестор, пошто сум инвестирал $300,000 во 3 центи, јас ако одлучам да продам се, јас ќе бидам во огромен профит. И тоа се случува постојано. ICP е прост пример за тоа. Значи ICP имаше public initial coin offering во кој што беа дозволени ваков тип на инвеститори, каде што им беше продаван по минимална цена, со тоа што ICP беше изваден на пазарот со огромна цена. И што се случи? Им беше дозволено, значи негде кај има соодветен вестинг период во кој што например може да продавате само 5% од сопственото портфолио на месец дена за да не ја бутнете цената наеднаш. Оти тоа ќе биде буквално што се случи со ICP. И што се случи? Сите оние кои што поседува ICP веднаш го продаваа. Зошто? Ако сте купиле $5,
а го продаваат за $1000 на почетокот значи така нешто беше сега, во тој стил, нели? Не знам точно колку беше, но идејата е дека они направиле огромен профит и го продале токено на сите оние кои што сега го купуваат на пазарот затоа што не се акредитет инвестор. Додека ние обичните смрдници можеме да се купиме после тоа на Binance, на Coinbase, која овие богативе ќе ни ги продаат токените нас со огромен профит, ама ние ќе си ги купиме и ќе си ги чуваме да наредат bull market, затоа што цената ќе им падне енормно. Се јасно ли е тоа? Со тоа што ова во IPOs, значи во Initial Public Offering на акцијски берзи е постојано. И тоа многу на нас се декади. Ова нас не е сега познато затоа што буквално нас сега не боли. Сите оние што купиле ICP знаат точно за што зборувам. Додека за разлика од тоа во IPO тоа е уште многу одамна. Односно, ако сте вие богат, значи според овој закон, ќе останете богат, затоа што ви е дозволено да ви инвестирате кога на останатите не име. И на тој начин ви е дозволено да продавате кога останатите ќе конечно можат да купат нешто. Значи пазарот е така направен да вие купите тоа што они го продаваат и они се веќе во профит уште на самиот почеток на проектот, а вие после се надевате дека проектот ќе тргне напред. Ете така. Значи ова е првата и најбитна работа за акредитет инвестор и сакам да ја запазите, затоа што Мика, иако тоа се уште не е доволно познато, од некои места каде што успеав да добијам некои информации, Мика ќе го направи ова. Значи Мика ќе донесе ситуација во која што ќе има акредитет инвестор и во Европска унија, во превод. Ова нема да биде само во Америка, туку се обидуваат да го спроведат во целиот свет. И на тој начин да ги задржат богатите да бидат богати, а сиромашните да се останат сиромашни со цел да не можат да инвестираат и да влегуваат во овие приватни сделки во кои што се поканети само фаците кои што имаат пари. Значи да не забораваме. Ова е за ваша заштита. Значи баналноста со која што најдемократската држава на светот го пласира ова, јас не можам да си верувам. Значи вели, СЕК го прави ова за ваша заштита. Затоа што вика вие немате доволно пари и не сте доволно искусни на пазарот, ама ако имате доволно пари, тоа значи дека знаете што правите на пазарот и затоа СЕК ќе ви дозволи да учествувате на вакви приватни сделки. Ама ако немате повеќе од 200.000 евра на годишно ниво, тоа значи дека вие не знаете и дека СЕК треба вас да ве заштити со тоа што кога ќе ви продадат вас по огромна цена, вие ги си купите и после они ќе си продадат, а вие ќе си останете со акции кои што не вредат ништо. Ете така. Значи, не се секирајте, СЕК, оние кои што пишува, имаше некои статии за тоа како СЕК се бори за права или така нешто. Ова е СЕК. Ова е СЕК. Мислам чисто за оние што не знаат да им објасниме што уствари представува СЕК. Ве заштитува, немој да се секирате. Ете така. И сега моментално ни го пласираат и нас тоа. Значи постепено гледам дека се придвижува нека Европа, тоа че има Европа кај нас ќе биде многу багу, со кое што ќе може да ни кажат не, дечки, криптовалути ако имате повеќе од 1 милион, тогаш може да инвестирате, иначе вие сте премногу глупави за да знаете што да правите и за вас тоа не е дозволено, тоа е противзаконски. И ако вие нема да бидете ни поканети, ниту па може. Значи ако бидете кредитни инвестори, вие треба да ги покажете овие работи. Вие треба да покажете дека имате на сметка 1 милион или дека добивате приход од 200.000 на годишно ниво. Иначе нема да ви дозволат да купите. Многу едноставно, затворен клуб. Кој влегол, останатите како да ви објаснам. Сега, значи тоа беше акредитет инвестор, ваа ми омилена. Значи ваа ми омилена како секоја чест, значи браво. И тоа во наше име, за наша заштита. Добро, и следно. Сега само неколку работи што сакам да ви ги покажеме, да видите како тоа го прават на директно на самиот трейдинг, со цел да видите како изгледа тоа кога фактички се случува манипулацијата, чисто да имате прилика, затоа што верувате има милиони. Не може да се најдат сите поради тоа што они секој ден седат и тоа мислат, значи како да најдат нови. Прво, за кое што да речем е најпозната и на некој начин најразработена е самата Wyckoff акумулација, која што ќе направиме посебно видео во кое што ќе објасниме точно што станува збор. Но овие првите две, OTC и Wyckoff, представуваат манипулации во кои што вие не знаете дека луѓето влегли на пазарот. Се разбираме? Значи вие не знаете дека овие фондови, како што е на пример BlackRock, влегли на пазарот. Сега пред да продолжам понатаму, сакам само уште една работа да напоменам дека значи чисто уште една работа што не ја споредив на почетокот, сакам да ви ја споредам моментално, за да знаете колку сме мали. Значи мора да разберете прво колку сме мали. И кога ви кажувам дека се уште не влегле големите играчи, ова е тоа. Моменталниот маркет кап ни представува 1,1 трилион. Значи 1,1 трилион. Толку представува целостниот маркет кап. Сите заедно. Значи биткоин е 400 билиони. Така. Значи ако сака BlackRock може 10 пати да го купи целиот крипто пазар. 10 пати.
Така, значи, ако BlackRock сака доволно е само 1/10 од сопствениот буџет да премести во блокчейн секторот и да дуплира се. Значи, вие преку ноќ би добиле дуплирање на сите цени. Се разбираме? Значи, ева колку се мокни овие. Значи, тоа е оној капитал кој што ние, значи, се уште не сме го виделе, значи, да се разбереме на работа. Значи, кога ги погледнете традиционалните маркети, они имаат трилиони и трилиони и трилиони вложени во нив веќе. Така да, тој пазар е веќе зрел. И таму има многу поголема потреба од капитал за да може да го поместите. За разлика од тоа, криптопазарот е мува. Значи, моментално е со најголемиот потенцијал на светот, но со најмалиот капитал. Да имајте го тоа пред. Значи, моментално криптопазарот е ништо. Ако они сакаат утре да инвестираат во овој криптопазар, значи ние ќе добиеме труплирање на цените у 24 часа. Ако сакаат тоа да го направат јавно, гласно и директно. Но тоа нема никогаш да го направат така. Затоа што ако они стават, тогаш на некој начин фактички ја уништуваат цената сами за себе. Сега ќе ви покажам. Значи, првата и најбитна работа која што да речем, сакам да ја покажам е тоа, како што кажем, економистот Вајков, кој што ова го нашол уште у 60-тите, 70-тите, сега не ме фаќате за збор точно кога, но идејата е дека уште декади наназад успеал да свати дека големите играчи го манипулираат пазарот со цел да ги натераат малите играчи да продаат и да купат во сосема спротивен сегмент од тоа што го прават значи големите играчи. Идејата со Вајков акумулацијата е дека имаме одреден човек кој што стои во позадина и кој што е уствари оној како го вела the big man или така нешто, тој стил, као оној кој што ги буквално манипулира сите овие работи, а тоа практично би било BlackRock. Зошто е тоа така? Значи, фактички оваа акумулација и значи самата Вајков шема е составена од акумулација и дистрибуција, односно период во кој што овој голем играч акумулира и период во кој што овој голем играч дистрибуира, односно го продава тоа што го акумулира. Со тоа што никој од овие играчи не акумулира веднаш многу, затоа што ако тоа се случи, прост пример. Замислите сега да дојде BlackRock и да сака да купи 1 билион или не знам да купи 30 билиона биткоин и тоа да го направи на Binance. Ако тоа го направи директно на Binance, он буквално ќе земе поголем дел од резервата која што Binance ја има моментално за тргување и автоматски ќе ја дигне цената на Binance на биткоин, а со тоа ќе ја дигне цената на целиот пазар. Значи, кога ќе донат оние маркет мейкери кои што ствари се обидуваат да го балансираат пазарот во однос на тоа колку е реалната цена, значи за сите минувачи да имаат истата цена, ќе се случи буквално тоа. Кога имаме голем прилив на пари кој што директно се случува од минувачниците, значи автоматски ја трошите резервата за трговија на берзата и на тој начин колку помала е оваа резерва, толку поголема е цената на доброто кое што го тргувате. Они тоа никогаш не би си го дозволили, затоа што ќе добиете еден директен скок во кој што сите ќе продадат и што сте направиле, ништо, така. Во одредени ситуации, но во генералната смисла на оваа планирана фактички шема, они фактички што прават. Значи ќе го направиме ова, јас ќе ви покажам, значи акумулацијата на Вајков беше буквално направена во текот на летото 2021 година, кога ќе направиме посебно видео за тоа, додека пред тоа имавме дистрибуција во оној врв кој што го добивме избрзан во пред 2021 година, во 2020 година, оној прв врв што го добивме во bull маркетот. Значи таму ќе ги покажеме, но тоа ќе го направиме во посебно видео. Сега само сакам да ја кажам идејата. Идејата е дека откако овие големи играчи со голема продажба на пазар, че они прво тоа го прават со голема продажба со цел да предизвикаат паѓање на цената надолу. Како го прават тоа? Ако некој поседува огромна количина од одредено добро, замислете да продаде истата во 3 дена директно на берза, значи ако имало на пример 100, замислете дека имало пример 300 биткоина за тргување на Binance. Тресам зелени, но 300 да речеме, така. Замислете најднаш сега да дојде некој голем играч и да стави уште 300. Тоа значи дека автоматски веднаш ќе бутна цената барем за 50%. Затоа што он се ослободил од овие 300, но најднаш имате толку многу голема количина на биткоин на берзата што едноставно цената автоматски паѓа. И тоа моментално се случува овде, така. Значи он буквално се што имал се ослободил, така да речеме. И ја бутнал оваа цена во одреден рейндж. Тоа што моментално можеме да го видиме на биткоин, што го гледавме, но не како што реков, во детали ќе направиме посебно видео. Со тоа што кога ќе дојде до ситуација да се бутне цената до овој момент, кај што има овај selling climax, фактички тоа е последната цена до која што се спремни да падне. Они се спремни фактички веднаш да купат. Упрево овој automatic rally, они купуваат. Сега што се случува? Они ќе држат оваа цена во овој рейндж.
и постојано ќе тестира дали се уште има луѓе што ги купат, дали се уште има луѓе што ги купат. Тоа што во секој момент кога ќе дојде овде ќе продадат соодветна сума со цел да вратат цената надолу. Кога ќе дојде до долната страна ќе купат повторно со цел да вратат цената нагоре. Со тоа што движењето во ова поле им дозволува на овие големи играчи да купат се повеќе и повеќе. Како го прават тоа? Замислете дека цената, да речеме, во случајот ќе направиме да биде едноставно. 10. На кој иде ова добро? Во случајот каде што допрела до овој момент. Они моментално ќе купат, да речеме 1000 од овие. Така, со тоа што кога цената ќе стигне до 20, они ќе продадат дел од нив. Доволно за да бутнат цената надолу. Така, за повторно дојде до 10. И они повторно ќе купат со профитот кој што го направиле. Така, цената која што се предвижува сега веќе има многу повеќе, така. Со оглед на фактот дека на 10 купиле, на 20 продале, барем половина од нив, тоа значи дека сега веќе може да купат дупло од тоа што го купиле овде, така. Значи, што е поинтересно, они не го прават тоа со профит, они го прават со огромен капитал. Односно купуваат во секој момент кога цената ќе дојде до ова долно поле на акумулација и продаваат до секој момент кога ќе дојде до ова горно поле на отпор на цената, со тоа што ја држат во овој рендж и постојано купуваат за да акумулираат што може да поколема фактички количина од ова добро пред да предизвикаат следен бул маркет. Додека следниот бул маркет кога ќе се придвижи цената нагоре во дистрибутивната фаза го прават обратното. Односно во оваа ситуација, во моментот кога ќе достигне цената која што според нив е задоволителна, почнуваат да продаваат, но не продаваат наеднаш, затоа што го продаваат наеднаш цената веднаш ќе се врати надолу и нема да направат ништо. Додека, значи зошто би го направиле тоа? Ако го направат тоа ќе направат тоа добро да биде нестабилно и нема да може да биде користено постојано. А вака постојано прават истата шема. Значи што прават? Почнуваат да продаваат дел од истото. Така, да речеме стигнала цената до 60, сега они продаваат на пример 20%. Цената се враќа надолу. Они повторно купуваат малку за цената да не падне. Кога ќе стигне повторно продаваат уште 30%. Повторно се враќа надолу. Кога ќе стигне повторно продаваат уште 30%. И они веќе се ослободиле од целата оваа количина на добро која што е купена моментално од сите оние кои што касно влегуваат на пазарот, мислејќи дека цената нема да запри, дека постојано ќе оди нагоре. Но они го контролираат овој врв. Во секој момент кога ќе дојде до одреден клајмакс, значи одредена висока вредност, они продаваат голем дел од сопствената количина. И на тој начин постојано го прават ова. А во секој моментален пат, оваа корекција, луѓето се охрабрени со вакви вести од типот сега купете ќе оди до милион, сега купете ќе оди до 500.000. Значи идејата е дека кога фактички вас ве лажат дека треба да купите, а они во исто време ви го продаваат тоа, значи они фактички веќе го направиле профит затоа што они купиле во акумулационата фаза и веќе се во, не знам, 15 пати профит. А вас ви го продаваат мислејќи дека вие ќе отидете до милион. Значи, гледате, ова е комбинација во која што они стратешки го прават ова на акумулирање и дистрибуирање на масите, со тоа што и сето тоа е подпомогнато од кого, ако не од самите вести. Односно, проблемот што во bull и bear маркет најчесто имате обратни вести. Кога се наоѓаме на самото дно, они уште толку копат. Тоа е тоа, трга до 0, ќе отиде до 5000, ќе отиде до 2000. Затоа не знаете кога ќе се случи ова што моментално го гледаме ваква акумулација, да постојано се случува на еден или друг начин. И обратно, кога ќе се предвижиме на самиот врв, вие имате вести дека тоа е тоа, биткоин ќе биде платежното средство на светот, нема никогаш да се врати цената, ќе оди до 5 милиона и на тој начин фактички вас ве тераат постојано да купувате во период кога би требало да продавате. Тоа се основните објаснувања на Wyckoff, нели, самата дистрибуција и акумулација, затоа ќе направиме подетално видео, но ова е прв начин на кој што масовно прават, значи ова е веќе договорена игра. Ова е кога сите овие играчи знаат точно кој е акумулациониот, а кој е дистрибутивниот дел, затоа што они точно знаат кога завршува и кога почнува bull market, затоа што они го предизвикуваат. Сега, втората работа која што исто ја прават, затоа што гледате, на тој начин фактички што е најбитната особина која што вие уствари секој кој што се влегол во овде не ја разбрал. А тоа е дека вие не знаете кој ви го предизвикал тоа. Значи затоа што они незабележително влегле и незабележително излегле. Они нема да кажат дека BlackRock поседува 70 билиона биткоин. Нема да го кажат тоа никаде. Но незабележително ќе влезат и излезат со тоа што го манипулираат пазарот да не изгледа дека многу купили или многу продале, со оглед на фактот дека тоа го прават во одреден временски период и ваквите волумени не се толку страшни, не се толку јавни. И вториот начин на кој што го прават тоа, односно незабележително влегување на пазарите, е преку OTC, односно Over the Counter Trades. Тоа е посебен сегмент во кој што, значи, овакви провайдери на услуги, во случајот на криптосекторот, тоа се на пример Coinbase, Kraken, Binance, најголемите,
ви нудат да купите, фактички они ви нудат да најдат купувач или продавач за оно што вие го купувате или продавате. Во превод, да речеме дека вие сте некој огромен играч и дека сакате да купите 15 билиона во биткоин, така. Но ако го направите тоа на биткоин, на Binance, ќе се случи истото што го разговаравме во претходниот сегмент, односно веднаш цената ќе порасне или веднаш цената ќе падне, затоа што вие или сте продали или сте купиле многу. Но тоа не им одговара на ваквите луѓе. Нив им одговара цената да не се промени. Значи едноставно да се остане таму каде што е и луѓето да не знаат дека они купиле. Како го прават тоа? Значи посебно крипто пазарот е peer-to-peer пазар, каде што вас не ви е потребен Binance за да купите. Че вие може да го направите тоа директно. Ако јас и вие, јас првиот пат кога купив Ethereum, тоа беше у Скопје, у аеродром, у кафич, со 2 мобилни телефона и кеш на рака. Значи нема потреба менувачница. Ја и он се договараме. Прати ми еден Ethereum, ја ти давам толку пари и тоа е тоа. На тој начин на OTC разликата е во тоа што е едноставно е да се најде човек за еден Ethereum. Тешко е да се најде човек за 10.000 Ethereum. Тоа е проблемот. Со тоа што OTC е исклучило служба за ваков тип на големи клиенти кои што нудат на било кој што сака да купи многу или да продаде многу, откако ќе направи соодветно идентификување кој е што и како е, затоа што вие на тој начин може да имате некој drug lord, не знам, или некој појма немам, продавач на оружје на црно да купува и продава крипто, тоа не е дозволено. Нормално тоа ќе биде голем проблем за менувачницата, но откако самиот ќе се представи со соодветни документи, нормално истиот може да го направи тоа на било која од овие менувачници и тоа се многу, не само Binance. Значи Binance, Bithumb, FTX, Huobi, Bitfinex, KuCoin, BlockFi, значи ова се само крипто. Додека исто така постојат многу за хартии од вредност, за обврзници, за деривати, односно суровини и слично. Со тоа или исто така нормално и странски валути. Со тоа што оваквиот тип на OTC го прави тоа да најде некој кој што го бара она што вие го продавате или го купувате. У превод, вие контактирате со Binance и велите јас сакам да купам 10.000 биткоин. И Binance или самиот од својата резерва или пак од некој кој што сака да продаде, да речеме 10.000 биткоина, ќе рече добро, имаме за вас купувач, значи договорената цена е таа, значи станува збор за сосема приватно договорена цена, не таа што ја гледате вие на пазарот. Значи, вие фактички Binance ве спојува за сигурност, затоа што вие ако отидете на некој да купите 10.000 биткоина, може да добиете метак во вратот. Затоа што ќе треба да дојдете со многу пари, а ако тоа го правите на некој пазар или негде кај што не е соодветно, може и да добиете метак во вратот. Така да во оваа ситуација имате сигурносна машина, тоа е самиот OTC провайдер, односно тој што го прави ова како услуга. Во превод, вие може многу едноставно седнете на вашиот компјутер преку вашата банкарска сметка да уплатите на пример за тие 15.000 биткоини, не знам, 2,5 билиона долари, ги уплакате на Binance, Binance ви префрла соодветна сума на биткоин, Binance ги префрла овие долари на оној кој што уствари ги продал и тоа е тоа. И никој не знае за тоа. Единствено кој што ќе знае овој whale alert кој што е уствари затоа што самиот блокчейн е транспарентен. Додека за разлика од тоа кај stocks и bonds тоа го нема. Не постои блокчейн, односно леџер на кој што вие може да видите дека тоа се случува. Значи, се додека овие не се разменети на пазарот директно, истите нема да делуваат на цената. Што значи дека се случува слонови да се купуваат во позадина, вие не знаете. Вие гледате цената и си викате, леле, цена никогаш нема да се опорави. А умеѓу време цената е нарочно држена 3 месеци на тоа ниво, затоа што некој сака се повеќе и повеќе да купи, за кога ќе тргне надоле да може да продаде соодветно. Се разбираме? Тоа е вториот начин на кој што буквално го манипулира пазарот без вие и да знаете, а тоа е OTC. Сега, директно продавање, односно забележително влегување на пазарот е кога некој, како што е на пример, на Илон Маск Тесла, не Тесла, добро, ствари и Тесла и ова што му беше SpaceX, значи двете компании имаат купено одредена количина на биткоин и тоа го прават јавно. Што ни спаја на пазарот и вика, ние од Binance моментално купуваме толку биткоин и они директно сакаат да го направат тоа од самата резерва, од самиот маркет, со цел да направат бум на пазарот. Значи на тој начин они уствари прават или брз профит или пак го започнуваат да речем следниот циклус. Што уствари Илон Маск го прави многу, како да кажем, соодветно. Значи он го заврши претходниот бул маркет. Значи он го прекина претходниот бул маркет со еден твит. Затоа што каже од сега не користиме биткоин. Значи сакам да ви кажам, некој што го прават нарочно, тоа го прават со задна цел. Не го прават тоа со цел да го напредат доброто. Не. Тоа го прават затоа што ќе влезат, знаат дека многу луѓе ќе влезат после нив.
и они ќе може да продадат, затоа што кога ќе влезат уште толку многу луѓе верувајќи на тоа дека ако Тесла влегла, тоа е тоа, значи во моментот Тесла може да продаде после еден месец со огромен профит, а оние што влегле касно да ќе останат со торбичките за следниот пат. И уште две работи кои сакам да ви ги покажам, а тоа се wash trade и stop loss манипулациите. Значи wash trade. Најдов една многу интересна која што би сакал да ви ја покажам, а тоа е ова свеќе овде. Значи тоа е оприлика wash trade. Wash trade представува свеќе во која што имаме огромен волумен, значи ова е на месечно ниво. Замислете колку е волуменот, а цената не се поместила. Гледате? Значи ова свеќе овде, цената не се поместила, а волуменот е огромен. Што уствари прават во оваа ситуација? Имате некој со огромни пари кој што сака да предизвика старт на нешто. Во случајов гледаме дека во оваа ситуација имаме bear market кој што трае многу долго. Така. Значи мора некој да го предизвика стартот. Иако многу луѓе имаат, нема да биде предизвика стартот се додека не почне масовно купување односно со голем волумен. Но како да го направиш тоа без фактички да потрошиш пари, така. Значи замислете сега да внесете 500 милиони да купите биткоин и во исто време да продадете вредност од биткоин во 500 милиони. Значи многу едноставно. Што правите? Влегувате во Binance и со два различни профила, каде што веќе имате припремено 500 милиони долари на едната страна и 500 милиони во противвредност на биткоин на другата страна. Во едниот профил продавате, значи само го пуштате целиот на пазарот по било која цена, а во вториот во исто време купувате. Значи вие фактички не сте потрошиле скоро ни долар, ќе има некоја мала разлика во тоа затоа што не може точно да го погодите сето тоа, но во случајот кога тоа ќе го направите ќе имате огромен волумен, а цената нема да се помести. Затоа што вие колку сте продале, толку сте купиле, а волуменот покажува дека имало огромен волумен, значи дека има навистина многу трговија. И што се случува? Наеднаш гледате што се случува. Следниот старт на bull market. Значи тоа е една од манипулациите кои што може да се појават, а тоа е кога имаме непоместување на цената, а имаме огромен маркетинг волумен. Значи имате огромен волумен. Тоа е уствари начин на кој што вие фактички, затоа што многу од индикаторите кои што трговците ги користат, инвеститорите ги користат, представуваат индикатори кои што се поврзани со волуменот. И кога волуменот ќе покаже огромна активност, значи сите тие почнуваат да ги гледаат. Гледај, на оваа берза, на оваа акција, на оваа криптовалута има многу волумен, нешто се случува. Значи морам да купам. Се разбираме? И на тој начин фактички вие ќе изманипулирате еден куп луѓе да купат и да почне да се движи цената нагоре. И на тој начин вие ќе продавате затоа што вие фактички се уште го имате тоа што сте го купиле тука. Само без да потрошите многу пари, сте направиле манипулација со која што сте ги испровоцирале сите да почнат да движат цената нагоре. Short и long manipulations. За ова направивме детално видео, ако се вратите назад во Terra Luna, таму имаме направено детално видео во кое што објаснено точно како се прават short и long манипулациите и каде што фактички се предизвикува она snowball ефект, значи она топка снежна ефект во која што имаме постојано девалвирање, значи погледнете го видеото, таму е детално објаснено, тоа исто да го направив во претходното видео, каде што ви покажав што се случува со shorts и со longs и како фактички они ги користат вашите стоп лоси со цел да ја бутнат цената од вашиот стоп лос и да предизвикаат да падне подолу, каде што ќе купат и ќе ја предизвикаат да се качи нагоре. Значи на тој начин фактички ги користат вашите стоп лоси со цел да едноставно го искористат пазарот надолу и нагоре. Они прават дупл профит затоа што они прво шорт направиле, ги искористиле вашите стоп лоси за цената да падне надолу, а потоа во долниот дел каде што нив им одговара отвара лонг позиција и овој пат обратно ги користат лонг позициите, значи оние кои што буквално веќе се поставиле обратно на пазарот, сега моментално ги користат за обратен правец нагоре. Но нема да објаснувам премногу долго затоа што тоа бара доста објаснување. Вратете се на едукативното видео каде што разговараме за колапсот на Terra Luna. Многу едноставно да се најде на нашата значи на нашите видеа, каде што детално објаснуваме како се прави ова преку примери на чарт за да може да видите точно што станува збор, што е вториот начин на кој што фактички они го прават тоа. А како го прават тоа? Еве како го прават тоа. Значи во моментот кога вие поседувате Аладин и кога поседувате Glassnode и кога поседувате се што може да ви даде соодветни податоци, они знаат точно во кој сегмент од цената колку шорт има, колку лонг има, значи се знаат. И за да ви покажам уште еднаш, значи ова е прост пример за таква манипулација, каде што овој шорт квиз кој што моментално го гледате на пазарот каде што цената буквално значи е предизвикано да се движи нагоре, потекнува од една менувачница. Значи, тоа постојано го кажувам. Ако ги погледнеме овде, ова е еден дел од Glassnode кој што ни дава основни информации.
Значи имате ситуација во која што имате short squeeze, оно што сега моментално го објаснувам, каде што се ликвидира на овие short позиции со цел да се искористи самите шортови кои што се наместени со стоп лос за да се предизвика движење на цената на биткоин нагоре, каде што гледате и ликвидациите. Значи на сите големи менувачници нема повеќе од Binance има многу 46, OKX има 71, Bybit 26, а FTX има 519 милиона. На вториот ден имате 517 милиона, FTX останатите немаат ни по 20. Во четвртиот ден, некако не знам како стасало до тој момент, имате 340 милиони, останатите нема ни по 50-20, толку има. Каде е овдека проблемот? Проблемот е што некој очигледно само на таа менувачница се обидува да ликвидира што повеќе и повеќе и повеќе и повеќе, очигледно дури и самите ги имаат наместено, значи нема друга логика. Затоа што кога имаме short squeeze, стоп лос се активира на short позиции, но на сите берзи, значи ќе имате распределеност на сите берзи горе-доле подеднакво, нормално зависи во однос на тоа колку волумен има една менувачница. А овде ќе имате 4 дена последователно, во кои што само на една менувачница имате огромен волумен. Ако тоа не е манипулација, не знам што е. И на тој начин вие фактички сте предизвикале цената да се придвижи масовно нагоре, затоа што ваквите, значи пак ќе кажам, погледнете во нашето видео за оно што моментално ви го кажав и ќе видите точно за што станува збор, каде што на тој начин фактички вие може да изманипулирате цената да се придвижи солидно нагоре со па и не толку голем капитал, што за нив е ништо. Значи буквално за нив е играчка тој капитал. Но сакам да ви кажам, они ги поседуваат информациите да знаат точно кај се наоѓаат вашите стоп-лоси. Колку стоп-лоси, во кој сегмент, колку пари се ставени на тие стоп-лоси, се знаат. Затоа ако некогаш ви се случи во leverage trade да ви падне цената точно до вашиот стоп-лос и да се придвижи нагоре, најчесто е тоа поради тоа што многу од трейдерите, значи имаат оприлика ист тренинг, имаат оприлика исти очекувања, имаат оприлика исти нивоа на кои што ставаат стоп-лос, во однос на проценти, во однос на структури и слично, а сето тоа е многу познато на оваквите луѓе кои што за жал имаат многу повеќе информации од вас, имаат многу повеќе алатки, имаат цела армија на луѓе, значи имаат се што вие немате. Значи јас мислам дека до сега од сето оно што кажав и ви станува јасно, ова се само неколку примери чисто за да ви покаже како тоа изгледа. А оние го прават на секој ден, постојано, се разбираме. Нивната работа е да ве држат сиромашни за они да бидат богати. Тоа да ви биде јасно. Значи уште еднаш пред да го завршам овој видео, знам дека е малку долго, за жал изгледа дека не знам да направам помало видео од 1 час, очигледно. Се извинувам, но верувам дека ви се допаѓа тоа што навистина моите видеа како што може да видите се со соодветни информации. Ние не го правиме ова само за да има време, туку го правиме затоа што истото навистина вреди за вас, затоа што е полно со информации. Уште еднаш се надевам дека ви се допаѓа ова видео, се надевам дека ќе научите многу од истото. Значи денеска е барем според нас, нели, како група ни се допаѓа овој празник многу. Со оглед на фактот дека е празникот против богатите, празникот против кралевите и кралиците, кои што не треба да постојат во 21 век, но еве тука сме моментално каде што сме. Така да мислам дека овој ден беше соодветен да го направиме ова видео, да ви покажеме кои се вашите непријатели, значи кои се вашите главни непријатели и да ви покажеме како би можеле да, значи главната заштита, иако не разговараме за тоа нова видео, би била да направите собствено истражување. Секогаш да бидете информирани за тоа што се случува на пазарот. Гледате како заедница се обидуваме моментално да направиме соодветна така речено анализа, соодветна анализа на пазарот, соодветни информации на пазарот и на тој начин да ви помогнеме што може повеќе да се заштитите себе си од ваков тип на манипулации. Со тоа што на крај сакам да напоменам уште една многу интересна работа. Значи јас за жал не можам да ви ги покажам пораките, ова се пораки од еден од луѓето кои што го следат нашиот канал. Исто така не можам да ви покажам кој е неговото име за жал. Значи навистина ми е жал за тоа, но она што можам да направам е да ви кажам дека, например, ако се сеќавате, имаше моментално Quant, сте чуле за криптовалутата, добро? Епа, криптовалутата Quant е уствари CryptoQuant е компанија која што сама по себе, значи лицето кое што ми ја даде оваа порака, ова е приватна конверзација која што моментално ја гледам на мојот телефон социјал да можам да ви кажам што станува збор, вели вака. Значи CryptoQuant моментално работи со анализа на пазарите, така? Представувам дека станува збор за претежно криптопазари, иако овдека не е комплетно објаснето. Значи, лицето работи во огромна маркетинг корпорација во која што фактички имаат допир до секаков тип на компании, кои што нели на некој начин соработуваат со нив, затоа што како што ви кажав, сите овие големи корпорации се поврзани помеѓу себе. Тоа само вие не сте поврзани со нив. Вели вака.
Значи CryptoClan компанијата му пристапил затоа што он е еден од оние агенти кои што ги поврзуваат овие големи корпорации и велеки вака. Значи вика имаме информации фактички кои што треба да бидат пласирани на соодветни компании, со тоа што неговата корпорација поседува огромен леџер на информации на соодветни корпорации. Значи не само информации за корпорацијата или за компанијата, туку и соодветни мејлови, соодветни контакти за одредени департмени, значи сето оно што вас ви е потребно кога би требало да стапите на корпоративно ниво еден со друг. Значи корпорациите не се јавуваат едни на други. Нема вие да погледнете како BlackRock му се јавува на Vanguard да разговараат на телефон двата агенти, значи не постои такво нешто. Они имаат начини на кои што тоа го прават. Ова е еден од тие начини, каде што со тоа што ваквата комуникација помеѓу овие типови на компании доаѓа во ситуација каде што они треба да ги поврзат овие корпорации помеѓу себе. Во превод, CryptoClan продава соодветни информации кои што сака да ги пласира на одредени департмени од следните корпорации. Citadel Securities, оние први кои што ги спомнав. Значи CryptoClan сака да стапи во контакт со Citadel Securities, кои што се клиенти на оваа голема корпорација за маркетинг практично и менеджмент на маркетинг. DRW, Northern Trust Corporation, New Evin, TIA Company, CBO Global Markets, Morningstar, Peak6, Geneva Trading, Wolverine Trading. Значи овде има една листа од еден тон, значи еден тон. Сега нормално ова не се некои најголеми, но очигледно се сигурно големи. Значи ја гледам овде некој Breakwater, Eagle, Tower, Hedgehog Trading, HC Technologies, Cumberland, тоа е банка, тоа сигурно го знам. Значи, интересно што е, што вели вака, сега на овие компании кои што ствари точно, значи пази, овие луѓе знаат точно кои компании се клиенти на оваа маркетинг компанија, вели, потребни ни се следните департмени, значи они им требаат информациите за контакт со следните департмени. Head of Trading, Crypto Trader, Digital Asset Trader, Quant Trader, Quantitative, Researcher, Analyst, Trader, Developer, Data, Market Data Analyst, Data Sourcing, и Head of Trading, Head of Research, Head of Digital Asset, Head of Crypto. Значи, они бараат овие корпорации кои што сега ги напоменав, значи пазете, CryptoClan знае точно кои се клиенти на оваа корпорација и вели, ни требаат, значи нормално ни плаќаат за таа услуга, информациите да ги добиеме за тоа кои се Head of VOA, кој департмент, значи точно знаат што им треба. Значи јас уште еднаш му благодарам на лицето кое што ни го прати ова. Ни прати една мала шема која што ќе биде доста нејасна да ја покажеме, што тоа е буквално како помеѓу себе функционираат во однос на ова пласирање на информации. Значи ќе напоменам уште еднаш, јас навистина ви благодарам на сите оние кои што учествуваат на нашиот канал, да ги користам сите овие информации со цел да помогнам на било кој што сака да научи и да се заштити од ваков тип на големи ситуации како што е во случајов значи ваквите манипулации. Значи гледате како они помеѓу себе имаат посебен начин на кој што комуницираат без никој за тоа да знае. Значи оваа компанија ќе ги купи тие информации и кога ќе ги добие, ќе ја пласира оваа информација точно на оние соодветни head of departments кои што одлучуваат за тоа дали ќе инвестираат или не во одредени проекти. Значи гледате како ова е прост пример за еден од оние кои што моментално ни помага на каналот со соодветни информации. Уште еднаш му благодарам иако не можам да кажам неговото име, со цел да ви кажеме директен пример за тоа како функционира во секојдневниот свет. И тоа е ова на некој медиум менеджмент левел. Има и на многу повисок левел. Значи, иако ова се огромни корпорации, сакам да ви кажам дека на повисок левел веќе имаат воспоставено контакти помеѓу себе, каде што не мора да се ловат преку ваков тип на барање на информации, кои што, значи, ваквите канали функционираат постојано со цел да се координираат на пазарот. Значи, ќе ви кажам уште еднаш. Целата оваа ситуација, целиот овој пазар е направен да ви ги земе парите. Не го заборавајте тоа. И се надевам дека ова видео ви покажа точно оно што постојано ви кажам, дека големите играчи се оддека за да направат да изгубите со цел они да добијат уште повеќе. Секогаш имајте во тоа предвид и секогаш правете собствена анализа, собствен ресерч пред да одлучите дали да финансирате на пазарот. Не слушајте исклучиво никого. Без разлика дали е тоа милионски канал, дали е тоа најдобрата телевизија на светот, не. Вие направете собствен ресерч. Тоа е главната работа што може да научите од нашиот канал, а тоа е да правите собствен ресерч за себе си и да бидете одговорни за собствениот ризик. Ви благодарам уште еднаш, се извинувам за големото видео, но се надам дека научивте нешто од истото. Имајте добар ден и се гледаме во следното. Поздрав од CryptoGamidžија.